Beyond Zero е стратегијата на Toyota за нула емисии на штетни гасови, која започна уште пред 25 години со лансирање на првото хибридно возило во светот, моделот Prius. Beyond Zero е одлуката на Toyota да оди подалеку од тоа што значи нула емисии на штетни гасови, многу повеќе од ограничувањата наметнати од автомобилската индустрија. Но во исто време и благодарение на напредните технологии и иновативната мобилност, Toyota му обезбедува незаборавно корисничко искуство на секој сопственик, вреден душевен мир, гаранција од 10 години за сите возила, како и 10 годишна бесплатна грижа за хибридната батерија. Еј, Джере, како си, бе? Што има ново? Како? Остави, коле, паднав на спортска, уплатив Турска и ја глуп. Галатасарај, Бешикташ, Фенер, 3 во 1. Епа, првите две ги фатив, ја многу среќен, знаеш, онака, и дојде време за третата. И што испадна се неа? И што, ништо, јас сум крив, ја не знам што очекувам од такво првенство, пусто турско. Не знаат ништо овие од таа лига. Како не знаат ништо, сигурно учеле некоја школа за фудбал. Учеле, што учеле, бе, коле? Школа за кловнови. Школа за кловнови учеле. Бе, Жаре, бе, не вреди да се нервираш за спорт. И женска ми тоа ми вика. Седам со женска ми Ирина. Ја знаеш и викам, љубов моја, и викам, колнати сме Ирина, нема пари у коцка. Него бате ляк, дај да спремам ја ова и да трнеме со емисија. Слушај, какво време дојде на телевизија да не беше емисијава, ова све викендов ќе беше, викенд на мртовци ќе беше. Чакай, колку направи? 6. Шо беше? 6 филмови му ги ставив, ништо не осети. Абе не знаеш како сум ги пикал во муабет. Абе што 6 бе, јас за веб 7 ќе направи. Како не? 7 вака, и струга ќе ги Ај, направи се. Абе, неверство во зимската ноќ. Не во зимската ноќ, тоа му е еден. Многу добро. Добре дојдовте во најновата епизода од 1 на 1. Бенде, како сме? Дали сме добри? Да, одлично! Денес имаме многу убава емисија. Имаме многу добри гости со кои што навистина ми е многу кеф дека ќе си направам муабет. Тука се Чори Коле. Коле е за прв пат во емисијата. Со Чоре сме били и претходно, но секогаш знам дека и вие сакате да го гледате, а знам дека и екипата е секогаш радосна кога е тука. Така да тие се подготвени, да не губиме многу време, многу кратко да ви кажеме неколку пораки од 1 на 1 партнерите. За денеска ви препорачуваме овошен чај со брусница од Good Nature. Тоа има богатство на вкусови, не можам да опишам. Беспрекорно пријатен мирис, изготвен од високо квалитетни плодови од брусница и диво јаболко помешани со малку хибискус. И уште една карактеристика да кажам, тоа што можете во него да уживате и да го конзумирате и како компот, при тоа вкусувајќи ги овошјата и билките што остануваат по цедењето, нели. Со својата конзистентна текстура и доверливи перформанси можете да сметате на моето брашно кое ќе ви помогне да создадете вкусни домашни задоволства што ќе ги воодушеват вашите пријатели и семејството. Пробајте го моето брашно од каден од денес, вкусете си разлика сами. Контролирање на вашата машина за перење алишта од било каде. Замислете, звучи магично, но може тоа да го имате со новата генерација Wave Active машини за перење од горење со Connect Life апликацијата. Тие ви носат нови функции и иновативна технологија кои ќе ги трансформираат секојдневните обврски во едноставни и пријатни. За подобар и поедноставен живот одберете Wave Active машини за перење. За многу кратко продолжуваме, имам време само да ви кажам дека во Скопје има нов супер бренд со најбрза достава и најљубезни доставувачи, многу промоции за вас. А човекот кој го знае цел Балкан, скандал мајстор од Велибор Џаровски Џаро, го поздравуваме. Денес тој не извести дека деновиве ќе има нова книга со наслов Џаро, живот на коцка. Така да ви кажуваме дека ќе може да ја најдете на сајмот на книга од 4 до 10 мај во арената Борис Трајковски и во сите книжарници на
Издавачкиот центар 3. Ова ќе биде книга што секако треба да ја набавиме и верувам дека ќе ја читаме во еден здив. А го поздравуваме и нашиот пријател Тим Водопивец, тој има нов филм, се вика Нешто сладко, романтична комедија со Сашко Коцев и Јелена Јованова Перич во главните улоги. Филм полн со пресврти, забавни заплети, ќе го гледате премиерно во Синеплекс од 6 мај. Режија, пуштајте дел од трейлерот да видиме. Ace Majstorovski! Ovo je moj dobar drugar Gogi. On je najbolji slašičar u gradu. Proste, možete maknuti naočale? Dobrodošli u Radisson Hotel. Zdravo, kako si? Daj budi ono malo, budi malo pozerčina. Nosi tu torbu, ajde. Blizu, radit ćemo na tome. Ето тоа беше Нешто сладко или Некај сладкега на слоенечки од Тим Водопивец со Сашко и со Јелена во главните улоги. А сега легендите на македонскиот филм, театар и општо култура, Коле и Чоре, нека влезат. Ете така. Како сте? Вегета. Што? Вегета. Што е тоа? Најубав зачин. Зачин. Одма како што влезе со продукт пласмани влегуваш. Рекламиче мало. Чоре. Ајде вака, имаме многу за зборување. Со Коле сме прв пат во еден на еден. Чоре ни е наш пријател од претходно. Коле, да почнеме од вас. Во првиот филм режиран од вас, кој се вика Татко му е работен наслов, како му Не. Татко е оригиналниот наслов, тоа е пошто сценариот и филмот е правен според еден расказ на Живко Чингов кој се вика Татко. А кога се правеше филмот српска варијанта, таму ставаја Колнати сме Ирина, затоа што на српски кај нас татко значи и татко и свекор. Така? А на српски татко значи само татко. И не се добиваше таа приказна што иначе ја има во филмот. Бата не ни требало да игра на почетокот, така не беше тоа во план. Не, затоа што јас тогаш сценариото го пишував за еден сега покоен актер Дарко Дамевски, Так. кој што на првиот ден на снимање ја откажа улогата. Значи не на прв ден на проби, на прв ден на снимање. На прв ден на снимање, кога требаше да направиме прва, кога се прави тоа прва клапа, па се викаат новинари, па телевизија, па сите тие работи. И откажува. И доаѓа, ја му викам, што преш, ајде иди облакај се, ќе почнеме, а као снимањето беше закажано тачно на Пладне, у 12 сат. И тоа е една сцена кај што он треба да јава конј покрај едно рекиче, долг фар од едно 50 на метри. И он вика, ја не се чувствувам ни физички, ни психички добро да играм у твојот филм. И вика, боле сега да ти кажам, него отколку на сред снимање. И си се Има нешто полошо за режисер што може да се Ја случи? ќе умрев тогаш. Буквално ќе умрев. И, например, пошто тоа се случуваше на едно 5 километри од тоа таму кај што снимаме, сум возел на едно патче кое е вајда 4 метра широко, тоа е од Бањани за Светилија, може да знаат луѓе. 140 на саат возев. И се дере вака на цел глас како што може. Само да излезе, а? Да излезе, да. И како влегува бата тоа? Па тогаш Се откажа се, така, и новинари, и чуда. Све се руши. Тоа прашање и филм не знаеш дали постои во тој момент. Нема, не, вративме, пошто тој филм доста чудна приказна има, не добивме пари од фондот, пошто сами сакавме да си го снимиме. Не сте добили пари. Па од еден другар добив 22.000 метра
бесплатно филмска лента. Така. Па од Босна филм исто така од еден другар ми дадоа техника, луѓе и се што треба. Така да велам дека Многу интересни работи. многу околу снимањето. интересни работи се случија и сега сето тоа мораше да се откаже. И ја бев цврст убеден дека готово нема да го снимаме филмот, ама случајно дознав дека тоа е ујдурма, намерно направено, договорени да го рушат филмот. Саботажа. Саботажа да не се направи, и тогаш реков, ако е така, Така. Инатот проработа. да, ајде, го се јавив на Вота Живојлеvić, на тоа време снимаше со Саша Петровиќ, еден од најврвните југословенски режисери, маестро и Маргарита во Суботица, вика, земи го сценариото, дојди. Отидов таму, он преку ноќ го прочитал сценариото и вика, ќе дојдам, ќе играам. Уште следниот ден потврди. На доручек се сретнаме и вика, одлично, многу ми се вендише, ќе дојдам. Ама викам, ја немам пари. И он вика, кој те бре пита за паре? Дојде, Браво. донесе своја камера која што ја издава на дневна основа Така, тоа му е бизнис. бизнис со комплет Арифлекс еден супер, со комплет објективи и плюс Гратис. без пари. Он без пари, камерата без пари и еден Мерцедес што го земал од рентакар го поклони на екипата За да се најде. да се најде. Браво, браво. Секоја чест. Така. Ама не само тоа, исто така во филмот нели игра и Неда Арнерич, која што па толку многу го цени и го ценела тој филм, што дури на комеморација има побарано да се пушти баш тој од цела незина кариера. Тоа е и за мене беше, мислам, вака потресна изненадување, затоа што стварно не да има огромен број на филмови. Зошто коле мислите баш тој го сакала? Знаеш, како вие го гледате од позиција на режисер? Види, тој филм е многу интересен и многу чуден. Мислам, многу подсетува на тие Бергмановски филмови. Нели ја правам комедија, а ова е баш една античка драма, античка, како да речем, сериозен филм и многу убав беше. И Неда беше, пошто у тоа време 19 години имаше, значи преубава и плюс добра глумица. И нема она Бата Живојлеvić, Мето Јовановски прва улога му беше. Прва дебютант и толку. Тоа се улогите. И нема ни многу зборење. Нема ништо, скоро да нема ништо зборење. Све е на слика, се е на шум. Например, за музиката Златна арена добив неупила. Ма еден куп награди имат добиено. А во тоа време, чисто младите може не знаат, во тоа време не се снима гласот за време на снимањето, туку отпосле се... Синхронизира, затоа што не постојава такви тонски Негде во Америка може би постојава, ма кај нас немаше такви. И значи како на лице место се снима само видеото? Не бе, си глумиш ти, си збориш, после се прави така наречена шлајфна и пред тебе екран кој што синхронизира турски серии. Ама тоа значи ти самиот си се надсинхронизираш себе си. Тој како актер. Да, ама правне верзии. Тоа само да прашам. Имаме српска и македонска верзија. Српска и македонска. У македонската, да речеме, Мите Грозданов го синхронизираше Бата. А у српската Бата сам Неда Арнерич сама си се правеше и така, да. Чоре, сте фатиле вие такво нешто кај што треба да се надсинхронизирате? Како не? Да. И како изгледа тоа? Е интересно? Знаеш, од аспект... Како задача за актери е интересно. Затоа што правиш друг, да речеме во Истрел, јас Димитриевиќ го надсинхронизирам. Така? Да. Исто ние имавме, види, кога го снимаше Коле тоа, трака, зашто вика поклон му беше траката, зашто сега нема трака, сега е дигитално. Тогаш нема 10 пати ќе те врати, 10 третиот пат ќе ти ја Точно. заврти една, затоа што многу трошиш, да.
затоа нели бекни Трошиш нешто ќе ми траката. снема лента. Да, да. така. Табакерата беше така снимана исто. Исто интересна работа е кога сме кај лентата. За да го копираш филмот во тоа време, нели, кога се продава филмот, за да се ископира треба да го ископираш на нова лента, нели, па да се Види, тој процес беше, да речеме, имаш ти негатив у камерата. така. Негативот, пошто ние немавме лабораторија овде во Македонија, се праќа у Белград. Белград. Се прави, од негативот се прави позитив. Добро. Ама пак тој позитив не е тонска. Па има посебна лента која што е тонска. Па и таа преснимува, ја? Не, него сега иде на музика на една лента, шумови на друга лента. Како посебни слоеви. Абе ленти Се се пушта вака наеднаш. и има. Ја Леерс размислував, знаеш, како на премиер. Абе не, тоа беа огромни вакви машини, да речеме по 5 метра високи и на тоа се шнираат лентите и у огромно студио, огромно со микс пулт голем и се пуштаат, викам, шумови, музика, синхрони Гласовите. шумови, диалогот, општа атмосфера и тоа се микса. Кога тоа све ќе се смикса, таа лента, заедно со онаа лента што ти се диалогот, се микса уедно и после тоа се убацува на видеото што е на филмската лента, на позитивот, од страна имаше едно волкатско парче кај што иде диалогот. Мислам, сега, кај што иде тоа. откако се тоа го зборуваме, да кажеме една работа, дека тој филм е најпродаван македонски филм во колку земји е отиден? 170 и не знам Па колку. значи колку пати е тоа преснимувано, правено. Па тоа само требало само тоа да работат, само филмов да го преснимуваат по цели денови. Овие, тие од Белград ми вика, Коле, фала ти. Зашто бре фала? Вика, 3 години од твојот филм живееме. Да. А мислам, пази, не е као сега, прати го по интернет филмот ЦТРЛ, В, и отиде филмот. Не, него тоа се кути, преку 3000, 4000, затоа што да речеме тој филм од 22.000 метра филмска лента, на крај 3200 останува. Е финалниот филмов. Да. Да. Одлично, многу добро. Чоре, во студиските денови кои ви беа колеги? Значи Марин Бабич, Ванчо, Мето Јовановски, Марин Бабич, Така. Славица Николовска. Таа генерација почнавме. После дојде Петар Темелковски, тие беа помлади. Ванчо, Диме Станковски. Дриме Станковски и Ѓорги Стојановски беа пред нас една година. Така. И сега тоа во Бугарија беше? Да, во Софија. Во Софија. Да. Како беше тогаш? Имаше тогаш некакви тензии како сега што има? Не. Немало ништо. Имаше тензии само од наши пребегани таму. Така? Да. И сега Македонец на македонец. Смешно ви е знаеш. вака кога Многу ми е смешно, ама Вакви работи не го не го го регистрирам. забележам. Не го регистрирам тоа. Немам потреба да го И регистрирам. прво нешто на што ви текнува студентски денови у Софија. Прво, што е прво што ви текна? Прво, прекрасна сала имавме. Со Аха. 600 и нешто седишта, каде што игравме. После втора година игравме во Студентски центарот на представи, Софија. таму се играло? Да, представи правени, таму ги игравме, ги игравме таму. Прво што не шекна нас беше кога ќе кажевме дека студираме ВИТИС или кај нас Академија. да, факултет ФДУ, Да, добро. таму беше ВИТИС, Виш институт за така да театрално се вика. искуство. Добро. Одмах го менува Тако луѓето- престиж имало? апсолутен. Значи почит за актери да речеме. Ние во кога бев, уметност. јас кога бев, полагавме, ние беа околу 800 кандидати. А колку влегува? Влегуваат 15 од една класа, 15 од друга. И тоа е тоа. Па добро, Да. ето тоа само по себе си кажува колку треба да си подготвен за да влезеш. Тоа е професионално многу. Исто и Белград која оде они. Ние Белград паднавме, меѓу другото отидов јас на режија. Пробав? Да, на режија отидовме, само Владе Милчин го примија тогаш. Стварно? Нас сите не падна, не бутна. Па чека прво Тука да сгрешиле. За режија, не. Да. Не, тогаш беше еден голем професор, евреинот. Кажи го, како се викаше?
Во Белград, а? Во Белград, да. Што тежок беше за влегување? Не, и он ме праша, вие сте сигурни дека сакате на режија? Зашто имавме и монолог, имавме и експликација на представа која што треба да ја правиш. Да, ние викаме да, и не падна нормално видеа дека не сме за режисери. Дел од оваа група што ја спомнавме сега е еден дел од едно братство, јас би го нарекол, кој што во представите на Коле понатаму ќе игра децении. Да. И ќе створи една таква атмосфера на буквално обележување на македонски театар, филм, македонска културна сцена, од која што ете телевизија апсолутно, па и радио, не само и радио. Апсолутно. Без Кикирику радиото не би било радио во Македонија. Коле, како е да, знаеш, да сте режисер, окей, ама сепак вие сте и многу добар пријател со сите овие луѓе, ни сите тие децени. Имало тоа мани и предности или само предности? Да си толку близок со луѓе што ти се... Види, сосема друг живот беше со тоа друштво што бевме. Значи, таму, како да речам, одраснавме кога бевме во Драмскиот театар, одраснавме заедно. Ние дома идевме само да преспиеме. Иначе, од сабајле имаш проба. Од 4 сата детска представа, вечерта од 8 сата представа на голема сцена, после тоа кабаре. 22 кабаре. После тоа кабаре. И тоа трае до 3 саат сабајле. А ни се случуваше, например, у тоа време снимавме една многу добра серија и од тогаш ни остана со брат ми имињата Диди Дади. Да. Се викаше серијата да видам што ќе бидам. Значи, пошто у тоа време македонска телевизија имаше само едно студио, ќе заврши програмата, ќе го извадат тоа што е за вести мести за овој, ќе се намести сценографија и преку ноќ снимаме. Преку ноќ снимаме, па утреден сабајле од 9 саат си на проба. Јована ново. Ама се исплатеше, затоа што ја да речеме у тоа време имав негде 170.000 плата месечна, Добро. А од една епизода заработува 200.000. Само од една епизода. Од една епизода. Значи во тоа време имало пазар за актерите и за режисерите и за на еден начин можеби како што во модерно време па не само модерно во Србија и подолго време така тера, нели сега има една хиперпродукција таму, не може да постигнеш да ги догледаш серииве. Не, ама другачие е организирано. Да, тоа апсолутно. Сосема е другачие. Овдека немаш кај кого. Немаш. На било која телевизија да понудиш серија, ако тоа сте го правиле сигурно низ годините многу пати. Многу пати. И што викаат да речем? Нема. Не може. Например, сослушуваат барем или ни тоа? После тоа што го правим на усител Балкан Бенд, и ја имав, ама готово, ништо не требаше. Глумците ќе си ги соберев, реквизити, сценографија има, таму веќе готова што може да ја ставим и да снимаме. И на прв ден договорени за снимање и тој газдата вика не може. И се откаже. А уопште не знаеш зашто. На прв ден на снимање. На прв ден на снимање не може. Не, мислам, за тоа и не ми се ни зборува. Ај на пубави теми. Ај на пубави. Да се вратиме на ова братство што го спомнувам. Пример, една од тие представи каде што игра повеќето, да речеме, од нив ете Солунски патрди, што е представа која се играла речиси 30 години. Да. Кога престана да се игра? Па, ама види, некои се... Две Солунски, не една. А? Две Солунски има. Добро, тоа после... Понова верзија. Да, ама не, тоа е друга приказна. Оригиналната. Оригиналната се играше 29 години. 29, добро. И дојдоа некои директори, како се вика, политички освестени и рекоа готово нема. И тоа без да се каже ни еден збор. Можеше да се рече ова е последната представа на Солунски патрди. Бар да се одбележи. Да ви благодариме затоа што тие Солунски патрди 29 години 470 представи одиграни. Дека имало преполно беше се по 350 души, по 2 евра, тоа се
Знаете колку донела за театаров? Значи 1 милион, 2 милиона евра донела чист приход. Плати се давале од Чист тоа. приход. И да место да кажат, фала ви другари да не соберат тебе по 1 сат да ти дадат порано, Да, кој ќе идеш у пензија, даваа сати, Или ќе ти... слики. Ништо. Чисто. Многу работи се случувале за време на тие 29 години, ајде некои од тие шеги што биле дел од Солунски патрди, а не биле никогаш план. Пример, како се нашло куќето Конан на сцена во Солунски патрди? Да им објасниме на луѓето. Па имавме еден реквизитер, Зоки се викаше, и имаше југословенски шампион у таа раса ротвајлери. Ротвајлер, а? Значи, магаре, не куче, магаре. Со врат толка. Врат толкав, глава толкава и на 250 изведба, тој Зоки ми вика, бе, коле, ајде да пројдам со кучево на сцена, Кеф многу му, сам, многу сак. И ја му викам, иди облечи некој костим и кој ќе овакво, ќе си пројдеш, само ќе пројдеш и вика само да пројдам. А напред се, на сцената напред Гоце и Иванчо. Иванчо. И они си тераат сцена и овој проаѓа со кучето, не го гледаат. Да, они Гоце си тераат. Иванчо, да. Они си тераат сцената, кучето проаѓа, а овој Зоки како го трга, му се откачи каишчето и кучето остана на сцена. И тој Зоки излезе. А, па Зоки излезе, а? Излезе, дур се сврти. Доследен на планот. И дур се сврти, овој која направи еднаш вау! Опа! И кога се сврти овие, кога го видоа, вулкав, звер, Ванчо како Томи Джери кој ќе го подбрка, па како се качи, така се качи на зид, вака на зид. На сценографија се, да. А Гоце од место скокна на маса вака, Како мачка. Да. а вака од маса и се Зоки дотрча, го изнесе Да. публика. Вижте. Што да ти кажам, умре од смеење. А, чоре, во Солунски патрди Викенд. се случило... Не, јас сум излегол еднаш во Солунски. Не, без да за знам. друго, кумов Игор, Игор Џамбазов се Да. кумови. Да. Игор го има заменето Ванчо во Апанса с момент онака, така беше или грешам? Во Солунски патрди е тоа? Не знае, чоре не Не, беше не го тога. знам тоа. А овој, значи Солунски патрди представа распродаена. Како секогаш, впрочем. Полн салон и го нема Ванчо. Тогаш немаше мобилни, да. немаше такво, каде е, што е, и не знаеме сега. Срамота е да се откаже пред толку луѓе, а главна улога, они Гоце главни улоги. Без него нема Без представа. него нема представа. Игор вика, ја ќе играм. Како бе, ќе играш? А Игор не играл представа. Не игра, нити игра, нити Нити вежбал, нити ниса. и пробал, Ја гледал. Ја гледал. Секоја представа. Секоја представа ги гледаше и вика, ја ќе влезам. Абе како? Немај гајле бе, вика, ја ќе влезам. Влезе без ниедна проба, без ниедна грешка, дури подобро го кажа текстот од Ванчо. Неверојатен. Генијално. Добро, тоа можно ли е така? Знаеш, што треба човек да има како е дарба можно. за такво нешто? Игор... Прво, многу самодоверба мораш да имаш. Не, Игор беше неверојатен тип. Неверојатен. Чудо. Он спиеше у театар, не излегуваше од театар. Едно време играше у сите представи, ја му викам, ич гајле немај, ќе те прима сигурно. Ако не ќе да те прима, речи фала до гледање, драмски театар нема представа. Затоа што у сите представи без него нема. Репертуаров. Ја, чоре, а што спомна за Солунски патрди, ти влегуваше? Да, еднаш сум влегол, јас без да знам. Не бе, за викенд е поинтересна приказната Ајде, со него. ќе Значи, кажам Викенд на за мртовци, Викенд. представата збориме Викенд на сега. мртовци ние имаме 5 минути. Од Да, пописател по Миле, 12 минути и 3 секунди, тачно ви Да. го мерев. а ние го правевме по 30-40 минути. Чекај малку. Траа, значи, они 10 минути? 10 И минути. вие по 40 минути? минути Што сите се правевте гледаат. во останативе 30 минути? Се што правевме. Неверојатни работи. Пример. Тогаш јас прв пат ја чув и песната Отишо си цар му пробо ниси. Гоце ја најде, не знам од кај ја најде. Добра. Така да кажувавме многу работи, многу Значи, тоа беше гола импровизација. Да. Ама на една таква сцена одеднаш доаѓа
еден точак прво влегува напред, гиданот и првото тркало и одеднаш Ванчо. Абе, мајстор, извини, што требаше да ти купам за доручек? Вие двајца појма А не. ние немаме појма. Ама откај. ни, Ванчо не игра у представата? Не игра Ванчо. Значи ова се случува еднаш, прв пат, Да. си викаш, И сега ја и Гоце го гледаме, добро бе земи бурек со месо Точно. земи. И тој си оди, се враќа, значи со точакот се враќа на низ негова од другата страна. После некое време. Абе газда, само бурек да земам или со нешто друго. Абе земи што ќе, добро со таа налба ќе ми земам. Тоа беше тоа се случуваат тие работи. па чекај, ова значи дека вие за време на представата, у секоја дадена представа не сте имале појма што може да се случи, кој каква Да. зезанција ќе направи. Да, ма До и- некаде. Тргнам ле таа представа да ја правим и се они имаат таа една сцена. Цена во Молериове. Молерите, една сцена е. И добро, им траеше колку им траеше, на читачка проба еднаш ќе ја прочитав и им реков ај одете Одете си вие двајца. ќе ве викнам Не на избрак. мизансцен. Ги викнам на мизансцен, ај одете си, ќе ве викнам 5 проби пред премиера. Премиерата, да. И добро, дојде вакво е, и сега пошто ги знам, мислам не е тоа дека случајно па ќе ме изненадат. Па ме изненадува. Ќе ме изненадат. Ја на последната генерална проба им викам, слушај, сценава ви трае 10 минути и 7 секунди. Една секунда ако ја продолжите, ќе ве избркам од представата. На премиера 15 минути. Па си додадоа 5 минути. 5 минути ова тоа им беше само почеток. Така тргна. Така тргна. И стигнаа до 40 минути. Другиве глумци ќе си одат на пауза, ќе чекаат овие до кога ќе завршат. И јас збеснав, стварно збеснав, нема крај. А публика умира од смеење, пај. И нема крај и викам, слушај, ама ова најсериозно го мислам. Ако случајно продолжите, ве бркам и ќе симнеме представа, не ја играме више. Следната представа, целиот текст го кажуваат Кажи како како што го игра. треба. Како што треба. Конечно послушаа, Да, значи. 10 минути Шо и вика 8 Коле? секунди. И Шо толку. вика Коле? Представата многу Катастрофа. лоша беше. Катастрофа. Вика, И ајде играјте, викам, правите што сакате. Значи без тоа не е исто. Да, и за Солунски патарди има Мите Грозданов, еден наш исто многу голем актер. Мите доаѓа кај мене, јас директор, викам, молим те, ако продолжат Ванчо и Гоце со тие импровизации Ова да го што ги прават, јас нема, ќе прекинеме, нема да играм, они го игра главната исто улога таму. И па да, ете, он Ја треба да одам дреме да чека. на Коле да му кажувам, и Коле ми вика, абе, ако не го има тоа, вика, нема да има представа. Не е тоа. И на Не е Мите тоа. кога му кажа, со псуење, со све, ама се продолжи да Ала се се игра. помери. За овој филм и представа, култен филм и култен представа, се врзани многу реплики кои што и до ден денес си ги вртат. Ние подготвивме едно делче со неколку клипови со мал дел од најпознатите, да речеме, и реплики кои што најмногу се памтат, па ќе се вратиме со моветот. Ајде режија прв цитат. Цитат број 3. Ма хајде, видите то, средите то и... Јавите ми преко тасета. Да, преку тази. Преко тасета. Од овде е преку тасета, така? Не бре, јавите ми, Ама преку тасе како поим, пред ова постои? Тасе се вика Не. Мешко, нели? игра. па не де, Има, не. значи, не, нико, не, од овде трга тој, толку е ова влезено во сленгот. Да. Значи, ете, сите што сте слушале преку тасе, ете од кај преку тасе и од тогаш живее Јавите ми во преку речникот. тасета. Јавите ми преку тасе, да во преку тасе го македонизираме. Ајде сега следен цитат. Цитат број 2. Ovo nema u Beogradu. Да бе, у Београду не умираат. И уште еден режија, уште еден па да се вратиме на муват. Цитат број 1. Сите ќе умрете. Некој после, некој сега. Некој не живее вечно. Znam, сега mi kaže direktor. Uvelete. Ете така, познати реплики од Викенд на мртовци.
имам уште една приказна што сум ја чул, сега да ми кажете дали е вистина. Поврзана е за Собирен центар представата, каде што исто така Коле режисера, ама овој пат финтава му ја прават директно на Коле. И е поврзано нешто со генералната проба кај што Коле, вие сте биле многу нервозен, ама многу нервозен. Така, има нешто тука? Види, значи, глумциве, у принцип, генерално, не се некои, да речат, ќе влеземе 100% и 100% ќе се даеме. Стално има некој кој што си се... И сега, знам дека имаме одлична представа. Текстот е фантастичен, актуелен, денеска да се игра, тоа би било одлична представа. Нешто, зборат, глумат, таква, ја бесен... А генерална проба? Едно од генералните, да речеме, втора генерална. И људ, бесен, и заврши и Ѓокица со армоника. И на крајот излегуваат сите и пеат една многу убава песма, Димитар Божаровски ја пишува, мислам компонираше. Так. Излегуваат и се редат едно 20 кусур. Многу спектакл беше. И Ѓокица со тоа армоничето вака и вика: "Ало, режија, како?" Аха, чека фидбек. Демек, да, како ја сега да им кажам. Заврши представа, сега кажете, ајде. Да, немој ти ова. Значи, како ја 1, 2, 3, 4, кога сум почнал да ги пцујам, ама се што ми падна на пат, најгрди пцовки што сум можел да смислам, а у тоа време, пошто Собирниот центар е као нешто, кај мртовците доаѓаат. Да, ко чистилиште доаѓаат мртовците и после идат кој упекол, кој урај. Так. И имам непуштено микрофони за да има малку ехо. Така. Атмосфера за во салонов. Да, и ја како почнав да пцујам, тонците горе уклучиле магнетофонот да се снима. И се снима. И све го снимиле и добро, никој не ми каже. И премиера сега на представа, да. И се договоривме дека ќе направиме дружење со глумците после премиера на мала сцена. Тоа беше као кабаре, 100 души можат. Ако картите за премиера беа 300 денари, за дружење со глумците 1000. И така се заработувало на времето. И сега се лутат луѓе што само 100 души. Како бе за нас да нема место и добро. Углавно се. И се смести луѓе од Дрднера Мандара, излегува тој спициент што ја води представата, технички што ја води и вика, почитува на публика, очигледно дека ви се допадна представата, но да не мислите дека се било мед и млеко, еве да чуете како заврши една проба. И овие го пуштаат тоа што го снимиле. Цело, а публикава што беше, падна, Боже, гледај лево, десно, кога го снимиле, бе, зашто не ми кажа? Срам ме фати. Нели? Не е се едно така. Срам ме фати. Имаше, срам беше црвен. Ама, мене најфасинатно ми, ама нема лутиш на сите овие работи. Никогаш немало лутиш. Ја немам чуено некој да сте си се налутиле еден на друг за нешто. Имало тепачки, ама имало и песми. Например, баш од тие песми, што си ги пеевме мие у бифе, јас со гитара, или на клавирчето, не знам, и се увежбани бевме. Така почна глумците пеат. Глумците пеат, што ето сега се возобнови уште еднаш. Така. И сега желе да ти кажам дека имаш една голема чест. Значи, во моментов, овдека, двајцава имаат 110 години работа во театар. Коле 60, јас 50. Да имаме тука публика. Ама мала публика. Штета што снимаме без публика. Така е. 60, он има, јас имам 50. 110 години имаш во ова, на ова фотеличе. Права чест.
1909 година, петок 23 јули, пазарен ден во Скопје. Тој ден првата електрична светилка светнува во Скопје истата ноќ под бледата светлина на светилката. За прв пат во историјата на градот е видена ова е чај. Ова е чај. Браво. А што правиме муавет? Што зборевме? Кога мирисот на пролетта и сонцето се енергија. Кога секој километар во лето значи сила и истрајност. Кога есенскиот дожд е инспирација за успех и среќа. Кога секоја преградка во зима дава сигурност и безгрижност. Сончев витамин во секој ден од годината. Витамин D3 на алкалоид. Повеќе од витамин. Од многу обврски немам време ни за децата. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Гладен си, ама ич не ти се готви. Нема ни потреба. Со Кликни Јади, првиот фуд деливери сервис во Македонија. Со над 300 ресторани на избор и различни попусти и понуди секој ден. Сигурно ќе најдеш нешто вкусно и интересно. И ти и останатите 70.000 среќни корисници. Поддржуваш 100% македонски бренд со над 150 вработени. За брзо, сигурно и безбедно доставување на секој можен оброк. Тука за тебе сега и секогаш е Кликни Јади. Не готви, само Кликни Јади. Формулацијата Beauty колаген на Фарма Витал содржи високо квалитетен хидролизиран колаген со луѓел, како и витамин С, хијалуронска киселина, боровинка екстракт и дополнителни витамини и минерали. Изгледе совршено. После 8 години се сеќаваш ли како незгодно беше кога ќе земиш пари ти прифали тоа во нова страни 253. А тогаш Ембр за најдобри М-кеш. Кај си брати? До 31 мај имаш време и знај. Секој кредит е во игра, само аплицирај. Многу награди во кеш, секој ќе се радува. Епа лесно е ко песна, М-кеш ко подарува. Пролетна акција на филери за обликување на усни. 20% попуст на сите филери за усни во ординација доктор Анчевски. Резултат видлив веднаш со природен и долготраен ефект. Јавете се и закажете термин 02 321 6608. Ординација доктор Анчевски. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата?
во сите овие години, значи што се правеле вакви зезанци и се, мислам дека еднаш и кога бевте во емисија претходно, имаме правено за една шега, ама таа ми е стварно омилена, кај што се давале лажни откази, лажни промовирања во прва класа на глумец што бил пониска. Тоа е ДАЦ. Чила е таа? ДАЦ. Идејата беше на ДАЦ. Имаше во тоа време Социјалистичка Федеративна Република Југославија, така? Добро. И се дава не уверение, како благодарница. И таа толку е голема, значи со златен, па црвена. Значи мора да... Ама тоа беше тоа беше за 250 представа на БЛВВ. Така, по тој повод. По тој повод по тој повод и се останаа таму, стоја. И дац, шуво, од каде? Кај мене у канцеларија. И викаме, ја се останат. И да му направиме на Ѓорги Олевски една зезанција. Шо? Така да му дадеме отказ. И дац си отиде. Дацот која си отиде, јас седнав, ја викнав Данче ми беше тогаш. Данче викам пишувај. На Наташе му дадов. На Бранко? Не, на Бранко прва категорија. Па тоа. Сега дај да објасниш, значи што значат категориите, да знаат. Категориите се квалитетот на актерот. И тоа и плати зависи од тоа. И платата е така. И како се категориите, значи? Категориите беа прва, втора, трета и четврта и овие што доаѓаат од факултет. Така, значи прва е највисоката. Прва е првенец. Така. Барт. И пример сега што се прави за и ајде, и јас почнувам да ќе го направиме тој печатот, не се познава ништо. Ама пишува на тоа. И Бранко Ѓорчев доаѓа, вика директорот ти, вика, он беше таков. И доаѓа кај мене, вакви едни фотели имавме, кожни, и седна. Директорот си ме барал, викаме, еве ти го ова, земи. И како што ти е тоа? Тој го отвара и чита Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Социјалистичка Федеративна Република Македонија, благодарница на Бранко Ѓорчев, прва категорија актер. Театарски совет на седница таа и таа, подпис и го гледа тој тоа, го гледа, го затвори, го стаи. Од оваа состоја, еми да. Тоа беше реакцијата. Али праша, а дац која категорија? Викам, дац е иста. Добро. Он си отиде. Наташе му дадовме, дека отказ му даваме. А Таше како реагира па за отказ? Таше, тај изреагира така, мамето не го разбрал дека имам кафанче. Девер, заради тоа сум му дал. А кумот мој Марин Бабич дојде и Сабина после него. Куме бе, деве, мене ли бе трета категорија го направи. Трета категорија. Не знам, тоа на министерот јавам се. Сабина, јас сега ќе му кажам него, ќе му се јавам сега, ќе одам таму. Кумот цела вечер седеа пија со Таше, не знам во кое мало кафанче таму. Да. А никој не се љутеше. Кај Таше у кафанче си. Никој не се љутеше. Не, на друго место, не може. Таму ќе излеат чувства, не е убаво. Така. Да, на друго место. Значи сите си сватија сериозно. Да. Брат му, дади, како му го даваме, го прочита тоа и само го стави. Еми да, и а дади што му направи? Не, првенец, Барт. Првенец? Не, Барт. Доаен. Така се размира, така си го земе, си влезе во кола. Така е, да. Ја, човече. Да, многу сме правиле такви работи, ама нема да љутиш. Тоа е најфасцинантно. Ванчо беше махер. Ванчо беше махер за тоа. За такви работи? Ѓокица Лукаревски, он е пак многу е целиот таков е. Така и глумеше. И баш у тој собирен центар има една сцена, еден гроб голем, го ставиме таму се отвара капак. И се они треба да отворат да видат, да идат у подзем, у долниот свет. Не се во рајот, ќе бидат доле. Да видат како е у тоа. И мене Кате Коцевска од Америка ми донесе една маска од оние што се лепат на лице. Сега ги има и кај нас. Ама страшни? Одвратна, еден старец, еден ваков, еден никаков одвратна маска. И јас ставив рефлектор доле под скалите, под капакот,
дим машина. Оба, добро. И сега овие сите викаат ајде да го дигнеме Каменов и се фаќаат, а Ѓокица овдека ставен прв овдека. А Капаков е од стироп. И ајде сега тие орук, таше од оздола. Добро. Со маската. Ја ставил, значи. Со маската по скалите, ама сега од оздола светло, дим, значи атмосфера, што да ти кажем, го дигаат. Кога го виде, го рече, иде, ау, джиткање, тоа Капакот, бам! Тој големиот мермер. Големиот мермер го фрли како така. Да, тешкиот голем мермер. Знаевме да му правиме на Ѓокица. Имавме ние еден Костур Спеналсон. Играше во многу представи во ЕР. И Ванчо позади него застанува, Ѓокица како излегува. Ти го знаеш како е кај нас, за да од едната страна се гримјорни, од другата една врата има и од тука мораш да поминеш. И он за да помине тамо, и Иванчо му прави со раката. Нема представа. Вака, летање. Абе, летање. На сцена. Светски првак во скок во далечина. Со стресна работа да оди. Нема лютиш после таа, си седнеш во бифето. Така. Ќе паѓаш во смеење и така. Од сите овие работи што се стварно, мислам, убави со носталгија и фини вака да се навратиме, ако треба еден проект, пример, да ви се даде таква некоја шанса да се реинкарнира во денешно кој би сакале? Нема. Не постои. Не постои, нема шанса, не може да се направи. Не може? Зошто? Што не достига? Знаеш како? Например, ја у Драмски театар имам изрежирано 36 представи. За 30 представи никогаш не сум знаел колкава е буџетот на театарот. Мислам на представа. За представата? За представа, не сум знаел. За сценографија треба тоа, за костимографија треба тоа, музика, не знам, све. Не било тоа проблем, значи. И се си и тоа спектакли представи, не со двајца, не со тројца. Не да треба да прашува, не, смеам ли ова? Не бре, не. Тоа кажеш, техничкиот директор го реализира и имате представа. Од кога дојде слободата овдека, значи, ако пред 5 години... Ова ми се допаѓа, од кога дојде слободата овдека. И ако да речеме пред 5 години, 6 години една представа коштала да речеме 20.000 евра, нормална представа, не за около. Без спектакли горе мине. Без спектакли, 20.000. Следниот министер што ќе дојде за култура, од тие 20.000, 30% го намалува у ребаланс на буџетот, најлесно е од култура. Така. За 30%. И сега тие беше од 20.000, 30% по 6. 6.000 вадиме. 6.000 вади стана 14. Следниот министер, за да се покаже како е добар, у ребалансот смалува на 30%. И да, денеска, например, Јала ни правев една представа во Охрид, 1.000.000 динари во бруто ни дадоа за представата. Сега им дале 600.000 за 3 представи, 600.000, 600.000 и 650.000. Значи таков тип на представи, затоа велите и да сака човек не може. Не може. А и да поштено да си кажам, нема такви звезди, глумци, професионалци, нема, се е сменето скроз. Нема да се дадат, да речеме, толку... Не, кој знае кај отиде, Не е дека нема талентирани луѓе, има талентирани луѓе, и има луѓе кои што... ги мислам да ги пофалим исто, например, театар комедија има убав еден ансамбл, си работат, ќе се растурат. И они еден ден. Викаш? Ау, да. Викаш? Кога што ќе дое? Парата кога ќе дојде? Паричката кога ги зачеша? Да. Секогаш така. Да. Ама одлични се. Одлични, стварно. Ја ги фалам апсолутно. И ансамблот, и режисерите, и компанија, значи, супер функционира. Одлични се. Добро. Сега, уште една работа. Спомнавме уште на почетокот од емисијата Татко филмот дека има растурено со награди
и вие се добивале нели еден куп награди низ кариерата. За еден актер, режисер, значи за ваков работник. Колку значат наградите? Дали носат поише љубомора и мака отколку нешто? Има едно вакво правило, ама тоа више не е случај, него е, како се вика тоа, аксиома. Добро. Значи мора да се случи. Штом добиеш награда, рачунај дека следните 3 години ништо нема да работиш. Чоре, така ли е? Па добро, има вистина во тоа, ама како за нас, за актерите и за коле наградите се сатисфакција. Тоа не е нешто да се правиш, да се Ама значи не менува кариерно нешто. Не, тоа само мене не ме менува, коле не го менува, некого го менува. Не знам, тешко нему, тој што се менува, ти ќе добие една награда. Така. 110 години заедничко, рековме. Не, он 60, јас 50. Искуство? Добро. Сениор и јуниор. Мало стари и јуниор. Да прославиме некоја друга таква убава бројка, дај Боже. За крај, ние тука секогаш ги испраќаме нашите гости со најдоброто од Македонија, Good Nature, и со наша семејна аптека Зегин, да сме здрави, живи, да си се чуваме и да се видиме за убав некој повод. Пак, зошто да не би без повод? И без повод, сигурно. Битно да сме добри како што треба и да се видиме пак во еден на еден. Ова беа легендите Чоре и Коле и мене ми беше навистина чест. Се надевам, и убеден сум дека и вие уживавте. Ќе ги поздравиме сега и им се заблагодаруваме уште еднаш. Ајде! За оваа епизода вие бидете паметни и совесни, сортирајте отпад, хартија со хартија, стакло со стакло и пластика со пластика. Ослободете се после од отпадот на обележани и пропишани места за него. Здраво живо, ајде бујно метеа храната. Дечките од Takeaway ни донесоа храна за цела екипа и вие исто така нарачете си и проверете ги. Takeaway има бесплатна достава од секој ресторан во радиус од 2 километри. Се гледаме ни идната недела 18:30 часот на Канал 5, 1 на 1, уште малку крај на 14-та сезона. Чао!